почитувани припадници на армијата на Република Македонија, почитувани вработени во Министерството за одбрана, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Привилегија и задоволство е да бидам денес овде пред вас во чест на 25 годишнината на армијата на Република Македонија. За некој може би мал, но за нас и нашата држава огромен јубилеј. Дами и господа, оние кои ја носат униформата на армијата на Република Македонија, оние кои нашата безбедност ја превземаат како нивна одговорност, оние кои по службена должност и нивните животи се подготвени да ги ризикуваат за нашите животи, за нашите вредности, токму на нив, како министерка за одбрана и како граѓанин на Република Македонија им оддавам почит и им искажувам огромна благодарност. Грижата раѓа храброст, кажал еден источен филозоф. Мора да важи и обратното. Храброста на нашата војска мора да роди грижа кај сите нас за неа. Армијата е тука кога ни е најтешко. Во првите редови во заштита на граѓаните и одржување на безбедноста и мирот. Во екот на мигрантскиот бран, армијата на Република Македонија се вклучи во обезбедувањето на нашата јужна граница и нашите војници се уште се таму. Во најтешките денови по ланските поплави, 580 припадници на армијата на Република Македонија одговорија на крикот за помош на граѓаните на оваа држава. Кога пожарите летово се проширија низ повеќе делови од нашата држава, армијата повторно прва дојде на помош. Со хеликоптери кои значеа спас за повеќе села и за бројни семејства. Со посади кои 2 недели не знаеа за одмор во ризични и напорни акции. Со дополнителни 60 представници и припадници на вооружените копнени сили кои секојдневно се бореа со пожарите, ставајќи ја добросостојбата на своите граѓани пред својата. Оваа непоколеблива посветеност, оваа жртва заслужува да се вреднува од сите нас и од државата. Затоа превземам обврска сите војници и старешини кои учествуваа и помагаа во гасењето на пожарите, ќе бидат наградени, ќе бидат одбележени, ќе бидат и парично наградени. Храброста знам дека не се плаќа со пари, но и грижата не смее да остане само на зборови. Храброста и херојскиот напор на нашите војници не смеат да поминуваат без признание. Денес овде сме собрани од иста причина. Да им оддадеме признание на припадниците на армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана, кои се истакнале во својата служба. Еден дел го добиваат тоа признание овде, дел во своите касарни и со своите први колеги. Најголем дел од вас денес ќе примат унапредувања, пофалници, благодарници. Сакам на сите вас искрено да ви го честитам трудот и искуството со кое ги заслуживте. Но не сакам денес да бидам само формална. Сакам да го искористам овој чин за да ве повикам сите вас, сите припадници на армијата и Министерството за одбрана, заедно да ја сработиме нашата заедничка визија. Македонија членка на НАТО, сигурна и просперитетна, со армија со која се гордее, но и на која и возвраќа. Немам дилеми дека оваа визија не држи сите обединети во државата. Но визија без конкретни планови, без јасни чекори, е само сон и создава разочарување. Македонија неколку години доцни со стратешки одбранбени документи, чија задача е токму тоа, да дефинираат конкретни чекори, со конкретни датуми и обврски. Обврски со име и презиме, обврски со конкретни задачи. За да ги постигнеме овие цели, ни треба дисциплина и конзистентност. Ни треба лидерство од секој од вас. Некои од вас ќе работат токму на тие стратешки документи. Ќе треба да го надоместат изгубеното време. Некои ќе се посветат на дневното функционирање на армијата и Министерството за одбрана. Се обврзувам дека ќе помогнам да го подобриме
почнувајќи од елементарните услови за работа, обука и функционирање. Некои ќе продолжат со јакнење на големата доверба кај меѓународните партнери, со безпрекорните резултати покажани на тешки операции и мисии низ светот. Стабилна Македонија, безбедна Македонија, Македонија како полноправен член на НАТО, сето тоа е огромен чекор напред за развојот и просперитетот на нашата држава, но и за целиот регион. Само заедно можеме да ги совладаме предизвиците и заканите кон вредностите во кои заеднички веруваме. Сакам во име на сите граѓани на Република Македонија да ви се заблагодарам за службата досега. Заедно можеме и повеќе. Да живее армијата на Република Македонија. Да живее Република Македонија.